Фала ти што дојде, добре дојде у Хитмејкер. Драго ми е што ме повикавте и големо задоволство да присуствувам во емисија. Ке ми простиш ако ти викам Ќуре, Дејан Ќурчиев, пошто се знаеме цел живот, скоро. Заедно сме, нели, од прво оделение, роден ден у исти ден, иста клупа. Не е ништо случајно. Да. Дејан, како дојде идеја Никеа? Што значи Никеа? Ајде малце, просветлине. Така, после мојот неуспешен обид да се запишам на студии по историја на уметност во белетристиката што ја листав, го сретнав моментот на Никеа и се она што се случувало во Никеа пред многу години и ме заголица, направив еден спој на модерното, тоа што ни се случува нам сега и тоа што се случувало тогашка и таа нишка што ја најдов пресече да биде Никеа. Колку и да сакаме да бегаме, нема бегање од Никеа, али ние сме тука во друга колку улога. пејачи продефилираа низ Никеа? Па правевме еден, мајде да речем условно експеримент. Имаше женски вокали, машки вокал, јас, Кои беа женски вокали? Тина Гирова и Тина Игуменова. Две Тини, кои дадоа исто така свој белек, оставија печат на вториот и на третиот албум на Никеа. Драго ми е, сега што сме во добри односи, но... Ај кажи ми вака, енергијата на Никеа додека има пејачка на сцена или енергијата на Никеа која ти ги пееш песните, кој е поблиску до на вистинското доживување на Никеа, филингот што ги зборам, еве твое лично доживување, дали Никеа со пејачка или ти како изведувач, како кантавтор и изведувач на песните на Никеа? Интересен заклучок, интересно е и за наблюдување, но ќе кажам, мощно е интересен спојот. Мене ме чудеше моментот кога го снимавме вториот албум, Тина како ги доживеа и емотивно ги пренесе многу успешно приказните од мене раскажани, бидејќи јас ги пишав и текстовите и музиката, и таа беше една мощна успешна приказна. Истото се случи и со другата Тина. Нема некоја разлика, затоа и вториот албум се вика Унисекс. Значи имавме универзален момент, онака експериментиравме и со машки и со женски вокали и пак ќе кажам, неблагодарно е, бидејќи начинот на кој Тина ги донесе песните, сега на концерти јас ги изведувам во мој стил. И тоа е мощно интересно од аспект публиката ја знае во еден дел песната, јас ја со мојот вокал изнесувам на сосема друга. Мој личен филинг е дека најубаво е кога е склоп на двете. Кога ќе видам на сцена некоја песна Тина или пола песна Тина, па другата Тина ти, кога сте сите заедно како еден колектив, мислам дека тоа е целокупната Никеа и се она што веќе 20 и кусур години Никеа значи. Уште го имаш тој црниот Стратокастер? Да, не се откажувам од таа приказна, тоа ми е наследство од еден мој драг пријател, гитарист, Драган Гиновски. Да го поздравам, користам приликава, еден од најдобрите гитаристи во Македонија. Гино е Гино. И многу гитари во меѓувреме сменив, него не го сменив. Сакам да те прашам нешто. Пошто ние се знаеме цел живот, ја првпат видов дека си ти музичар на телевизија. Ја човеков го знам. Како? Бидејќи во осмолетка не се истакнуваше со музиката. Така, слабичко дете, малку тоа го злоупотребува појаките, посилните и така натака.
Ја бев малку од тие помангупите и што знае да се тепат, ама секогаш бевме блиски другари ја и ти. И баш ме интересира дали тоа што на некој начин си бил секогаш малце у пораната младост, да кажеме не толку у фронт, дали тоа те натера да прераснеш еден ваков уметник како што си денес? Види, тоа е не е случаен. Знаеш и ти, ние колку време се дружевме, јас памтам уште од осмолетка, деновите, типот на музика што го конзумиравте како мои соученици, јас бев сосема повлечена страна. Мене ме интересира, па вака да речеме, бендови од тогашното Ю. Еден од првите бендови кој ме натера да размислам во овој правец беа Идоли како група. Добив од мојата тетка тогаш касета, се сеќавам, за роден ден, и преслушувајќи го материјалот, толку бе фасциниран дека сепак ова е тоа што во тие години, 13-14 години, е доволно за мене. Потоа почнав да навлегувам длабоко во таа југословенска рок сцена и тука некаде се преломи веќе во средно. Кој беше твојот учител? Учител, како да кажам, научи. Да. Пошто ја, дали осмолетка, ја свирев. Така беше. Ама не свиревме заедно, ти не свиреш. Така беше, така. После наеднаш кикам, чекај се. Лееше тоа жарче и после. Ја имам колега сега од човек со кој што сум изразнал. Леви Сол, како македонски бенд, беа првите кои изврши уште поголемо влијание, бидејќи си македонски бенд. Не, кој те учеше? Кој ме учеше? Ќе го споменам човекот кој сега за жал е покоен, Љупчо Хрисафовски, комшија мој, живееше во истата зграда, извореден, постарите ќе се сетат на него, извореден гитарист. Он, Љупчо Хрис, да, така му беше надимак, од него ги научи сите можни песни од Битлси. И се споја веќе коцките и се случи првата песна Лавиринт да ја свириме во средно на патронат на училиштето. И тогаш не се викавме Никеа, се викавме Айванс. Да. Бевме малце по-панк определени и многу интересни работи се случува на тој концерт. Голема е приказната, како да кажам, прв пат. Ја после 100 години од која те знам, еве Никеа од која мислам дека дури после 25 години од основањето на Никеа, повеќе од 25 години, прв пат засвиревме заедно. Така. Тоа беше у Капанан. Така. И ми беше големо задоволство и мислам дека не треба да биде само прв пат. Мислам дека можеме да направиме нешто повеќе, бидејќи доволно се познаваме. Сите имаме некој момент у нашето творештво што ни е знак на препознавање. Ја имам еден свој знак кој што нема да го откријам сега. Сум го открил на некој други. И никој не може да претпостави кога ќе им го кажеш. Стварно, тоа е. Скоро секоја песна, так, ете го, тоа е, тука. Ја, слушајќи ги Никеа толку време, знам еден друг знак кај вас. Кога ќе чујам почеток на вокална мелодија на трето време, у такт, Никеа. Драго ми е тоа да го слушнам, да. Гледавме да бидеме различни, да се исклучиме од сите влијани, знаеш. Не едноставно и можеби тоа не направи мејнстрим бенд, знаеш. Одевме по свое, по никоја цена да не исчекориме до што сакаме како уметнички израз да го дадеме. Доста луѓе го прифатија и драго ми е што
не следеа Значи, изминатите имате години. толку страшни ствари, толку добри текстови. Задњата ствар, мислам дека ви е кулминација на се до сега, затоа што се ми се свиѓало, али ова задњово, значи ми е песна која што знаеш, од оние песни као Шаде, која можеш нонстоп да иде у позадина, као на Нокаут и Мија, Месечевиот сјај, може да иде нонстоп у позадина, ремек дело, као на Fiction, новата песна Лавиринт. Исто, да се. Нели? Као и вашата љубовен рулет е ваша. Значи таа може да иде нонстоп, значи љубовен рулет песна што е што нонстоп можеш да ја слушаш и нонстоп да те бутка, да те крева, да те вози. Значи ти дава една енергија која што може да си ја изгубил некаде, ти ја враќа назад и почнеш да ги сработуваш работите. Периодов го завршуваме четвртиот студиски албум. При крај сме. Сакаме да работиме споро, ама работиме стрпливо и работиме да не сгрешиме, да бидеме своји. Сега кај снимате? Кај Оли? Не. Знам долго време На различни кај места, Оли Димитров на различни работи. места. Да, таму има неколку теми снимено има песни со Ристо Апостолов во негово студио и кај нашиот гитарист Игор Арсовски, да го поздравам него, да ги поздравам и сите членови на Никеа, други и Златко, Голди и Лазе, да. Исто и Тина, снимаме сега нова песна со Тина. Првата Тина или Првата Тина, да. Песната се вика, ќе откривам, Љубов во еден правец. Значи, темата која ни го бутка албумов е љубов. Најверојатно ќе најдеме некаква опција да љубовта се вплетка пак во приказните. И ќе биде интересно. Се надам дека ќе задржиме таа позитивна енергија и ќе направиме доста добро парче на албум и нормално наш факс е живите свирки, настапи. Се надевам дека ќе имаме можност да презентираме Open Sound. Испод и кај нас у топ листа, знаеш. Затоа што и види испотовите остануваат, значи Дефинитивно. X плюс Y плюс Z. И Чарли, колку имуна глупоста. Така. Многу добри. Тоа тие стварно и од денешна перспектива кога ги гледам, пак ќе кажам, Йинг и Јанг, знаеш, ама позитивна смисла, луѓето кои се познаваме малтене 45-6 години од деца, поминавме низ многу работи заедно, многу, како да кажам, ретки се вакви познавања и пријателства и само позитивни работи сме доживеале. Кире, фала ти ушеднаш. Ти благодарам и се ушеднаш. гледаме за овие работи. Ајде, фала. После 25 години Фројд е повторно жив во изведба на Кали. Кој си ти? Откаде ли се појави? Кој гром од ведро небо да ме погоди? Поглед од тебе не можам да тргнам. Љубов на прв поглед, сега верувам. Фројд е жив, ти си неодолив. Секој поглед твој е смртно возбудлив. Фројд е жив, а ти си неодолив. Не си многу зборлив, ама лесно разбирлив. Кажи, зашто ли мајка ти те храни? Висок скоти предок примерок си ти. Само за во витрина да те чувам, темјено ке да те гледам, да воздивнувам. Фројд е жив, ти си неодолив. Секој поглед твој е смртно возбудлива. Фројд е жив, а ти си неодолив. Не си многу зборлив, ама лесно разбирлив. Фројд е жив. А сега го слушаме Даниел Дан со една свежа, разиграна и динамична песна. Нон-стоп стрес. Почувам се изолирам, допирам повторно до себе. Но утре исто ќе е, накривих капа и впушти се. Non-stop се
ти поди свет. Non-stop stres, nasproti boli Ново име со кадифен глас. Дарко Андоновски со неговата авторска песна Не можам. Дарко, можеш. Повели. Не можам, а да не помислам на тебе. Овој кревет празен без тебе. Те мола мила, врати се. Не можам, јас да заборавам на тебе. И ноќи не спијам без тебе. Те мола мила, врати се крај мене ти. Времето минува за двајцата нас и не стои кога викам на глас. Ти да ме слушнеш мене најмила, се молам за нас. Времето минува за двајцата нас и не стои кога викам на глас. Ти да ме слушнеш мене најмила, врати се крај мене ти. Фикшн, новата македонска сензација. Бенд кој што буквално си грми и си распира на своите настапи. Сега ќе ги слушнеме со една многу секси, синт-поп нумера Лавиринт. Запомнете ги светлата дома и уживајте. Стемни ме, погледни ме, очите на здравото станав. Смени ме, промени ме, и пак е врти свет околу нас. Градот се буди, небо се губи, разбуди ме пред да изгубам, разбуди ме пред да изгубам. Градот се буди, немирни бури, разбуди ме пред да изгубам, разбуди ме пред да изгубам. Стемни ме, погледни ме, по кафезот на залезот на сонцето сум сам. А утро ке се роди, само гледај како оди, оди разум против страст, разум против страст. Градот се буди, небо се губи, разбуди ме пред да изгубам, разбуди ме пред да изгубам. Градот се буди, невинни бури, разбуди ме пред да изгубам, разбуди ме пред да изгубам. Околу нас, врти околу нас, разбуди ме пред да изгубам, разбуди ме пред да изгубам. Околу нас, врти околу нас, разбуди ме пред да изгубам, разбуди ме пред да изгубам. Од крај, последна, од стар немилосрден град. Прва, од крај, последна, од стар, тако немам свој гад. Немоќна сум да премолчувам, кога сведочам неправда. Клинч со себе, ако попуштам, секој ден похрабра. Пред мене
Така да ја мислам ако повредиш рокер, тој од таа болка ќе добие инспирација и ќе направи најдобра балада. Сите хитови се така Апсолутно, направени, ми се апсолутно. чини. Па ајде да слушнеме уште еден хит. Блиско до тебе. И колку далеку да си, јас те чувствувам со секој мој стив. Јас те вдишувам и се наревам, дека може бити еден ден ќе дојдеш пак. Секој нов ден се трудам и пробам да се доближам близко до тебе, но никогаш не стигнувам таму кај што си ти ме остави. Секој нов ден се трудам и пробувам да се доближам близко до тебе, но никогаш не стигнувам таму кај што си ти. Секој нов ден се трудам и пробувам да се доближам близко до тебе, но никогаш не стигнувам таму кај што си ти. Таму кај што си ти. Како ги правите песните? Песна настанува така, доаат близнаците со пеање, така ли, почнат да си пеат. И Ацо мора да слушне што пеат, ствари. За да фати, И да ова. најде, дека се това пее, од кога дознае дека се пее, тука сам ја да става малку реги у него. Андре влезе малку бас. Колку лесно звучи. Имаме еве оваа што ќе слушнат гледачите на Хитмейкер. Ние поодамна средена снимане кај Ивица Енкуловски Штраф. Поздрав за него. Мајсети први век, деме хомо сапиенс, поише ми личи на еректус, на пупе, иако веќе ме правите мајмун, сакам и ја на рехабилитација у Амстердам, сакам како коко.
легендарните Никеа, кои повеќе од 25 години се стожер од сенка на македонскиот алтернативен бран, сега ги слушаме со љубовен рулет. Коцкам се и секого, една карта или ништо, или се. Но заборав оставив се што било одамна. Играм игра, дури и сон. Времето да дојде се, ова игра почна токму сега. Коцката е веќе долу фурена. Љубовен рулет, или губиш, или добиваш. Да дојде се, нема назад, оди ме. Почна токму сега. Коцката е веќе долу фурена. Љубовен рулет, или губиш, или добиваш. Да дојде се, нема назад, оди ме. Денес со нас во Хитмејкер е Александра или Алекс. Кој беше процесот на креирање на песната? Па тоа треба Пајача да си го прашате. Пајача само одлучи дека јас најдобро би му ја прикажала неговата визија. Да. И успеа во тоа. Ете, ја слушаме Те чекам од Алекс. Осонувам твојот глас, дај ми знак кај да те најдам. Секој издив на ветрот, те чувам, те носам. Те чекам, секој ден, секоја зора. Те чекам, мојата љубов ти ја зборам. Градот спие мирно, сенките играат шах. Твојата облека ја гледа во секој празен ќош. Градот спие тивко е, празно е без нас. Во секој останац ти те чекам, пак да те видам. Сонувам твојот глас, дај ми знак кај да те најдам. Во секој издив на ветрот, те чувам, те носам. Секој ден, секоја зора. Те чекам, мојата љубов ти ја зборам. Те чекам, секој ден, секоја зора. Те чекам, мојата љубов ти ја зборам. Те чекам. Майк чек 1-2. Провери, кажи ми дали сте достојни, ке ве слушам вас, а после уште стотици.
Проверив, сум подобар од сите, како вика кума ноет зверо и твоите ке ми чуев и ме поволни. Со ниска цена твоите рапови, спушти главата доле, ке молите и за фичеринг. Повели, ако си за воринг, бетлај си со мене. Животот ме направи ваков, затоа сум црно семе. Племе кети и во живо и на трака, и на мапа и на карта. Јас сум оган, ти си жарта во мојот терен. Стап на рапов на грб и никад назад. Да ти објаснам на сурово, јас сум Тупак, ти си Кулио, јас сум Джордан, ти си. Јас сум прв, да секад ке бидеш другиот. Proving strong, дека сум тука да останам. Ти збери парталите да не налеташ на нишан следен план. Ние сме црно семе, ова е наше време. Ние сме црно семе, доволни за сами себе. Способен сум да направам некој да плаче, да направам некој да мрзи, да бидам тоа жарче кој ден денес ти пали сонови бурни. Викате сонувате будни, а сон тие да возиш нечив тук филм, дај не се губи. Поштувам баш се само зборовите се груби. Рапот е за секаква мисла, не за проклети пари и курви. Не е за дај бе тато гурни, него е да видиме кој издржува во денови студени. Кој има вистинска екипа, кој е среќен со таа слика што ја има. За тоа репрезентирам, гарантирам, не ми требаат ни 2 промила. Пред сите на врвот ке стигнам, на првото место пехар ке дигнам. Луѓе да викаат моје име ке видам, а знај никад нема на славата да сум дигнат. Чуме најгласно, да успееме заедно, е баш за тоа снимам. Ние сме црно семе, ова е наше време. Ние сме црно семе, доволни на сами себе. Здраво дечки, јас сум Гора Скени, а вие гледате Хитмейкер. Денеска сме на промоцијата на книгата Небо трето од Ѓоко Здравевски. Ова интро го снимам на крајот од настанот и може да ви кажам дека промоцијата помина волшебно. И кога викам волшебно, тоа не е метафорички, тоа е вистинска вистина. Па уживајте во овој прилог и уживајте во поезијата. Мило ми е што сум тука вечерва со вас и со Ѓоко Здравевски на промоција на неговата најнова збирка Небо трето. Најпрвин ќе поразговараме со Ѓоко за некои аспекти од збирката, а потоа ќе има еден поетски перформанс заедно со Перо Саџовски и Дејан Спасовик. Копнеш се. Значи не сум тука. Ѓоко, пред сега сакам да ти се заблагодарам за оваа волшебна ноќ што ја приреди. Уште еднаш се потсетив дека поезијата е неверојатен медиум и инструмент за да разбуди некакви чувства кај нас. Ја искрено се чувствувам како сите работи што ги кажа, како да ги знам, и фала ти што ме потсети. На некој начин поезијата е потсетник, бидејќи све внатре во нас имаме. Сега, зошто небо и зошто трето? Тоа е многу едноставна метафора. Небо трето е всушност шо? Тоа е третото око практично, само небо бидејќи е горе и е виолетова таква и корицата. И сега тука тоа може да биде и шесто небо, не мора да биде трето, ама така се погоди во песната да биде трето небо и да биде некаква заклучена, еве сега ја откривам метафората дека е всушност замаскирано трето око, бидејќи трето око е веќе излитена метафора и сакав да го сменам малку, затоа е небо трето, ама Два зрак индиго е практично, така се вика, песната се вика Два зрак индиго, тоа е уште една шифра нека ви. Ја ги прашав сите твои другарчиња како си поминале, од сите имав извонреден одговор како си поминале вечерва, меѓутоа еве авторот на книгата да го прашаме како ти си помина на оваа промоција. Мислам дека се гледа. Озарено небо, звездано небо. Преубаво ми беше. Преубава публика прво.
кажуваш поезија и таму имаш еден ред луѓе што се вакви. Така што со таква публика практично заедно ми беше важно кој ќе дојде, се разбира, затоа што меѓи веќе нема. Исто е и однадвор и однатре, исто е, чисто е. Јас сум ти во друго тело. Тоа се муабетите горе долу. Да. Мислам дека го одговори моето трето прашање, така да ќе те куштам само за крај. Фала ти што го правиш ова. Ти благодарам и Ѓуко ти што постоиш и со астални проекции. Всушност се и на астални проекции поактивно почнав и да пишувам и да бидам дел од сценава, бидејќи сите овие настани и збиднувања се само подсетници, не будат и сваќаме дека не постои јас, не постои ти, туку сите смедно. А вие гледате Хитмејкер. Може да ме снимаш како ставам Кармин денек? Да. Чекај. Лиле, како ти е кодот? Од секаде до мене допира тој нежен глас. Повторно го пееш оној свој рефрен. Косо ока моја со жолто нежен тен. Се за тебе знам, а ти не постоиш. Сакам да те допрам, во воздух трепериш. Тврда дека има некој живот друг. Дали јас и ти сме биле баш во таков круг? Ако можеш, врати ми ја Боже, или мене прати ме во тоа време. Само таа може да ми каже дали горе има нешто или лажеш. Ако можеш, врати ми ја Боже, или мене прати ме во тоа време. Само таа може да ми каже дали горе има нешто или лажеш. Никогаш во Кина не сум патувал, а на зидот секој камен добро го знам. И на еден од нив стои сигурно, кој знае од кого мое име врежано. Ако можеш, врати ми ја Боже, или мене прати ме во тоа време. Само таа може да ми каже дали горе има нешто или лажеш. Ако можеш, врати ми ја Боже, или мене прати ме во тоа време. Само таа може да ми каже. Сега ќе ја слушниме Елф со песната Од дно до врв. Веќе ништо свето, тоа сето е прогласено заклето, а во свет неразумен, умот здрав е полуден, опасен, замочен, очи гладни, полни стрв, со силна жет за крв, од дно до врв.
сме гладни, полни стрв, со силна жеца крв, од дно до врв. Дечки, ова беше се за оваа емисија и се гледаме наредната. А вие уживајте, бидејќи е лето!